Снабдувањето со гориво во земјава е стабилно и Македонија и покрај покачувањето на цените има најевтино гориво во регионот, уверува министерката за енергетика Сања Божиновска. Пазарните инспектори во повеќе од 300 контроли утврдиле дека сите трговци ги имаат законски задолжителните 5-дневни оперативни резерви. Уверува дека и државните резерви се стабилни. Изјавите беа дека имаме доволно за покривање на околу 62 дневни потреби на граѓаните и стопанството. 138.877.053 литри, Евросупер 95, 32.098.680 литри, екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ1 10.772.342 литри, мазут М1 5.287.794 килограми. Со тоа што Макора има обврскан или што ги зема парите ќе набавуваат, треба ги прашам кога следно ќе набавуваат за тоа име редовна набавка. Дневната мислам дека околу 4.000. Министерката уверува ако глобалните притисоци продолжат ќе ги искористат сите механизми за заштита на стандардот на граѓаните. На располагање се намалување на акцизата за горивата до 4 денари и на ДДВ-то за набавка на енергенси. Божиновска смета дека граѓаните не се оштетени со промената на правилникот на регулаторна, со кој сега цените се менуваат еднаш неделно во понеделник, а не како претходно кога има промени на светските берзи. Вели досега имавме само едно поскапување. Цените ги одредува регулаторна. Знаете, ние не се мешаме како министерство, меѓутоа јас се распрашав. Тоа пресметување е воведено од војната со Украина. Значи тоа е од 2022, меѓутоа пред тоа било на еднонеделно ниво. И како што ги пратевме цените, значи војната почна на 28, а ние имавме само едно зголемување. Што значи дека граѓаните, ако се видат сите цени, мислам дека не се оштетени, односно до сега имавме само едно зголемување на цените. Инаку регулаторна во понеделникот ги зголеми цените на горивата во просек за 14,27%. Цената на дизелот се покачи за 14,5 денари, откако барелот на светските берзи надмина $100. Новите цени регулаторна треба да ги соопшти во понеделник, но загрижува тоа што цените на нафтата на светските берзи по последните 2 дена повторно надминаа $100 за барел, откако претходно имаше драстичен пад и до $85 за барел.